За време на посетата на Блискиот Исток по нападите на Хамас на 7 октомври, во кои загинаа 1400 израелци, францускиот председател Емануел Макрон се најде на насловните страници, предлагајќи меѓународната коалиција која се бори против групата Исламска држава да го прошири својот опсег за да го таргетира и Хамас. Да се изградиме со сите држави кои се подготвени да помогнат. Денес Израел, но сите земји во регионот да се бориме против терористичките групи, вклучително и Хамас, да споделуваме информации, да ги идентификуваме овие терористи и да ги неутрализираме. Кабинетот на Макрон појасни дека предлогот не е за испраќање војници на терен, туку за споделување разузнавачки информации и борба против финансирањето на тероризмот. Стейт департментот на САД го прогласи Хамас за терористичка организација во 1997 година. Европската унија и другите западни земји исто така го сметаат Хамас за терористичка организација. Но Хамас доби вербална поддршка од Турција и арапските земји како Катар и е поддржан од Иран. Експертот за антитероризам во Советот за надворешни односи Бурс Хофман се сомнева дека идејата на Макрон ќе добие голема поддршка меѓу арапските земји поради бесот кон Израел за одмазничките напади врз Газа. Со оглед на тоа колку е неуредна Газа, сега со уништувањето таму што е предизвикано со раселувањето на населението, мислам дека би било многу тешко за многу земји да се посветат на каква било активна улога во иднината на Газа или во неочекуваната средба со Хамас. Експертката за антитероризам Кетрин Зимерман од Американскиот институт за предпријатија за гласот на Америка изјави дека изнаоѓањето на каково било практично решение за запирање на теренот на Хамас ќе биде огромен предизвик. Тоа е многу тешко. Мислам дека тоа може да биде и невозможно со самиот Хамас, каде што изјавата за мисијата на групата не е да се унапреди палестинската кауза, туку токму идејата за уништување на Израел. И тоа буквално би значило да се трансформира тоа што е Хамас, за да се справи со овој проблем со тероризмот. Американскиот председател Џо Бајден постојано повикуваше на уште еден чекор што го поддржа и Макрон. Заживување на израелско-палестинскиот мировен процес базиран на две држави, по завршувањето на војната во Газа.